Благодарам. Продолжуваме со прашање од новинарите. Повеле Лепа, 24. Јас имам неколку прашања до вице-премиерот. Првото прашање ми е во однос на преговорите, кој ќе биде технички, кој ќе биде политички преговарач. Второто прашање ме во однос на тоа што вчера низ јавноста се појави одредени принтскринови во однос на отварањето на првата меѓувладина во Брисел и за Македонија и за Албанија, затоа ќе исцитирам само колку за да објасните на јавноста. На Европскиот совет за отварањето на меѓувладината со Албанија пишува, цитирам: денеска Европската Унија ги отвори преговорите со Албанија, додека кај нас пишува денеска Европската Унија ја отвори фазата од преговорите со Македонија. Третото прашање ми е во однос на вчерашните реакции од лингвистите во однос на унилатералната изјава која што ја доставивме во преговарачката рамка. Имаше бурни реакции, дали комунициравте со дел од нив, како дојде до создавање кој беше вклучен и дали можеби па се размислува сега за некакво повлекување. И последното прашање ми е во однос на изјавата на Мицкоски во однос на референдумот, конкретен став од владата во однос на референдумот кој што го нуди опозицијата и доколку владата се согласи на референдум, дали истиот би бил консултативен како во случајот со Преспа. Благодарам. Некако да ги одговарам едно по едно? Мислам еден по Да, едно? па еве, да почнеме од почеток или како се? Да. Добро, ова се едноставни прашања, нели, за кратко се одговараат. Јас ќе се обидам што е можно пократко за да има прилика и другите да постават прашања. Околу структурата за преговори, ова главен технички и главен политички, тоа е ситуација која што ние ја утврдивме во 2018 година. Некаде на 1 август се донесени тој сет на материјали. Од тогаш се поминати 4 години и имаме нова методологија. Значи, ние ќе мора да правиме некои измени на таа структура. Секако имаме и препораки од Брисел да ја поедноставиме. Така што во тој дух јас очекувам, еве, идеално до крајот на овој месец да го заокружиме, тој процес и или барем да влеземе во една фаза на консултации со институциите. Ние во СЕП имаме, веќе правиме анализи, меѓутоа сега би требало да влеземе во една фаза на консултации со другите институции околу структурата, бидејќи има голем број на институции што треба да учествуваат и треба да дадат придонес на определен начин. Наша цел ќе биде да направиме ефикасна структура која што ќе функционира и која што ќе дава резултати нормално, имајќи ги предвид сите оние чинители кои што треба да бидат консултирани. И граѓанските организации, улогата на собранието, таа улога на собранието не може да утврдиме без собранието и без консултации со нив. Таму постојат надлежни комисии кои можат многу да помогнат. Комисијата за европски прашања, Националниот совет за евроинтеграција, кои што мислам дека ќе може да им се најде улога во целиот процес. Наредните недели ќе ги искористиме за финиширање на тоа. Имаме простор, практично септември почнува скринингот, ние до тогаш треба структурата да имаме поставено. Значи, очекувам во наредните недели тоа тие консултации да ги завршиме. Инаку во Секретаријатот за европски прашања постојат неколку анализи врз основа на новата методологија како би требало најдобро да изгледа таа структура, но не би објавувал или соопштувал ништо пред да ги завршиме консултациите во институциите и исто така со собранието и со граѓанските организации. Околу разликата меѓу Северна Македонија и Албанија. Ние во исти ден државме меѓувладина конференција и заеднички го проследивме скринингот. Она што ни беше исто така соопштено таму е дека заеднички ќе тераме фазата на скринингот, особено објаснувачкиот дел. Понатаму ќе видиме. Нам ни е тоа драго, бидејќи и наша желба беше да почнеме заедно со Албанија и онаа објаснувачка фаза 2018 и 2019 година ја водевме заедно со Албанија. Инаку разликите се јасни. Ние имаме еден услов за, да речам, затварање на отварачкиот дел на преговорите, односно за после скринингот. Ние практично со отварањето на преговорите го добиваме скринингот. Тоа претходно не беше можно затоа што немаше одлука за почеток на преговорите. Значи, прва операционализација на одлуката за почеток на преговорите е скринингот.
ние превземавме обврска во рамките на преговорите со Бугарија, тоа е дел од францускиот предлог, до од наредната меѓувладина конференција, односно до можноста да се отвараат поглави и кластери, да го внесеме во уставот, односно во преамбулата на уставот, бугарите, а секако и црногорците и хрватите според нашата заложба. Во однос на лингвистите постојано има комуникација и вчера и денес, и министерот за надворешни, и министерката за култура по овој повод, и очекувам во текот на денот и нешто и да се пренесе, да се каже. Мислам дека, бидејќи тие го водат процесот, не би сакал да коментирам, но има интензивна комуникација во овој дел. Мислам дека се покриени и може да бидат покриени сите грижи за да сите бидеме сигурни дека не сме направиле ништо негативно врз нашиот јазик или неговиот карактер. Не можам да кажам, навистина не знам, ќе треба во текот, мислам дека треба да се обратите во Министерството за надворешни работи. Во однос на референдумот, видете, ние имаме научени лекции во однос на ова. Се сеќавате дека опозицијата инсистираше и на референдум за договорот со Грција. Тоа беше една долгорочна заложба, која што беше во сите политички програми на опозицијата со години. Тоа во 2018 година го прифати и владата, тогаш на премиерот Заев, и решивме да организираме референдум, кој што партијата која што го бараше со години, на крајот реши да го бойкотира. На тој начин, мислам дека отвори една, да речам, дамка или остави една сенка на целиот тој процес, иако можеше да учествува и да се затвори тоа прашање. Мислам дека тоа треба да не биде научена лекција, дека овој пат имаме доволно капацитет и легитимитет на институциите, особено на собранието, да дискутира, да разговара и во еден демократски процес на диалог да се обидеме да дојдеме до двотретинско мнозинство, што е сосема доволна гаранција и доволен легитимитет за уставните измени и без референдум. Ова е мој личен став, владата не расправала и не донела одлука или став по ова прашање, но мој личен став е дека од тоа нема потреба и дека е подобро институциите да се ја превземат својата одговорност, наместо да се користи евентуалниот референдум за манипулација или политички поени. Само, да, толку. Повелете. Тамара. Вице-премиер, имам неколку прашања произлегува од вашето сега обраќање, значи мало појаснување. Дали, бидејќи методологијата е 2 години имаме, значи дали досега можеби не требаше да се направи структурата ни во последниот месец и не кажавте дали имате дефинирано кој ќе биде политички, а кој технички преговори, значи мало појаснување дали ги знаете кој ќе биде главен на работните групи кои ќе си ги водат, дали во месец дена кога 2 години методологијата не е нова. Второто прашање ми е поврзано со околу јазикот. Рековте дека тоа треба да МНР да го одговори, а ве се прават консултации, дали постои значи можност да се промени таа? Не прашувам за содржината туку, дали постои можност да се промени унилатералната изјава од страна на Македонија? Третото е околу... Дали може едно по едно, бидејќи вака се серија во низа? Не, кажи, запишувам, слободно, добро, да. Океј, мислам, запишувам, дека е попрактично. Воред. Околу уставните измени, дали ќе почнете процедурата за уставни измени и кога би било тоа, или ќе чекате да создадете двутретинско мнозинство пред да ги утврдите, бидејќи трае минимум 3 месеци целиот процес, и околу скринингот, дали може да се забрза со оглед дека ќе ги водиме паралелно, нема да одат едно по друго, околу година и пол се најавува, но дали би можела да се забрза токму поради тоа што веќе имавме подготвителен скрининг претходно, дали може да очекуваме и побрзо да ги завршиме? Благодарам. Благодарам. Јас кажав, во нашата структура уште 2018 ние определивме и кој е политички и кој е технички преговарач. Во меѓувреме се променија улогите и на политичкиот и на техничкиот, да. Не, секако не. Значи, мислам дека, затоа реков, ние имавме застој од 2,5 години и не сакавме да определуваме конкретни лица со конкретни имиња, се додека не дојдеме до овој момент.
Инаку имаме подготвено структура која што одеше и ги следеше објаснувачкиот дел од 2018-19, таа треба секако да се ажурира со оглед на тоа дека поминато време. Имаме и некои првични анализи врз основа на тој скрининг, значи ние не почнуваме од нула, но целата структура со име и презиме би ја објавил некаде на крајот на август кога ќе имаме време да, односно пред почетокот на скринингот, кој што е 15 септември, мислам дека беше првата сесија. Сепак тоа би требало да бидат луѓе кои што знаат, кои што се веќе во оваа приказни, кои што можат да го тераат овој процес, секако не би се подпирале на луѓе кои што не би биле стручни за ова. Јас верувам и треба сите да имаат доверба дека ќе го извлечеме најдоброто од нашите институции и најдоброто од нашето општество, за да преговорите бидат што пократки и да речам лесни и едноставни. Новата методологија не е едноставна ни за Европската комисија, и тие имаат напор бидејќи првпат се спроведува како да ја спроведеме заедно, така што не доцниме никаде, верувајте, главната причина за доцнувањето ја отстранивме предвадена. Во однос на нотата, мислам, пак ќе кажам, немам доволно информации, знам дека има интензивна комуникација само со стручните лица, мислам дека треба да ви одговорат од Министерството за надворешни работи. Уставни измени. Уставните измени за Преспанскиот договор траја околу 4 месеци, 4 до 6 месеци, тоа зависи од роковите за јавните расправи. Ние се уште немаме утврдено календар или динамика за започнување на уставните измени, но тоа е наша обврска која треба да завршиме до крајот на скринингот, да кажам. Најдоцна до крајот на скринингот. Ние внимателно ќе ги разгледаме околностите, атмосферата, начинот на кој што би го отвориле диалогот во собранието и целта на отварање на уставните измени е тие да завршат успешно, не да завршат неуспешно, така што мислам дека во моментот кога ќе тргне диалогот во собранието и меѓу политичките партии, ќе го утврдиме околу ова прашање, а тоа секако ќе биде по летниот одмор на собранието, ќе можеме тогаш да говориме за точен календар. Нам ни е најважно да ниту да одиме пребрзо, ниту да доцниме, но исто така е најважно тој процес да има позитивен исход, односно да успееме за да можеме да го продолжиме патот без натамошни пречки и без нови политички одлуки од Советот на Европската Унија. Дали може да се забрза скринингот? Тој за Србија и Црна Гора траеше околу 24 месеци. За нас трае веќе пократко, затоа што ние имаме поминато година и пол на објаснувачки сесии. Значи, сето тоа што сме го поминале се зема предвид. Овие 6 недели од септември натаму ќе бидат само ажурирање на тоа што е ново донесено од 2019 до денес. Тоа значи дека веќе имаме подобра стартна позиција. Јас би очекувал дека за не повеќе од 16 месеци можеме да го завршиме скринингот. Доколку се оди како што треба и по план. Јана, Канал 5, повелете. Вице-премиере, само едно подпрашање околу уставните измени. Колешката што го начина прашањето во тој однос ми е со оглед на тоа што представува услов, знаеме сите, нели, за одржување на втората меѓувладина конференција. Рековте дека се уште немате одредена временска рамка, но од технички аспект, дали владата, како што беше во случајот со уставните измени за Преспанскиот договор, значи дали владата ќе ги иницира фактички овие уставни измени за внесување на бугарите и останатите заедници, и само не ве разбрав добро дали ќе има пред воопшто да се одлучите за ваква иницијатива, да речеме, како влада, дали ќе има процес на консултации со уставни експерти, може би инволвирани, или веќе ќе донесете ваква иницијатива до собранието, па потоа ќе се консултирате? Се разбира дека ќе консултираме експерти кои што и се разбираат и во уставно право и учествувале и во претходните фази на промена на уставот, и секако дека постапката е јасна. Значи, тој процес ќе започне со иницијатива на владата за уставни измени, со одлука на владата, како што започна и Преспанскиот. Реков, во моментот кога ќе се утврди и текстот, и потребата, и сето тоа, ќе трнеме во тој процес, но најважно е да создадеме една атмосфера
која што нема да се повтори онаа слика во собранието која што имавме минатата недела, која што не овозможуваше ниту услови за диалог, ниту услови за нормална размена на аргументи. Навистина сакаме да биде тоа процес во кој што ќе имаме отворена расправа, сериозна расправа, па и јавна расправа со вклучување на чинителите, со вклучување на представници на заедниците кои што треба да бидат вклучени во Уставот, бидејќи сметам дека во содржинска смисла овие уставни измени би биле веројатно најлесни од сите до сега. Зборам во содржинска смисла, бидејќи ние веќе имаме 7 заедници во Уставот, треба да додадеме уште најмалку 3 или колку што ние ќе решиме во тој процес, но е далеку и јас не гледам зошто некој би имал против тоа, бидејќи нашиот концепт на Уставот овозможува заедниците да бидат спомнати во Уставот и од тоа да црпат определени права базирани на Охридскиот рамковен договор. И тоа е веќе систем кој што го имаме повеќе од 20 години. Ивана, повелете, тоа Алфа. Вице-премиер, имам едно прашање во однос на сликата што ја видовме со временската рамка. Дали во оној кластер 6 на дворешни односи, последниот термин е ноември 2023. Дали тоа е последниот датум до кога Македонија мора да ги направи уставните измени за да го запази целиот тек на оваа временска рамка која што беше презентирана? И кој е планот сега на владата? Велите дека нема да не е прифатливо практично или не е пожелно да се одржи референдумот кој што го бараше опозицијата. Како ќе се движи однесувањето на владата? Дали веднаш ќе барат или ќе го почнете оној процес за уставните измени? Временската рамка е определена од прилика за скринингот. Така што од нас зависи дали до тогаш ќе успееме или нема да успееме да завршиме таа обврска. Доколку ние ги завршиме сите скрининзи, бидат усвоени извештаите на Советот на ЕУ, бидат определени реперите за отварање, за да одиме во наредна фаза мора да исполниме оваа обврска. Така што дали ќе направиме до ноември 23 или по ноември 23 зависи од нас и од расположението во собранието. Мислам дека во наш интерес е тоа да се случи што побрзо за да го тргнеме како задача и за да немаме веќе други задачи за втората меѓувладина, наредната меѓувладина конференција. Динамиката, реков, се уште не е определена. Мислам дека ќе има доволно време најпрво да се вразуми дебатата, да имаме простор за аргументација, за размена на идеи, вистински политички диалог со сите политички партии, со сите пратеници во собранието, за да можеме да имаме атмосфера за разговор и за остварување на потребното двотретинско мнозинство. Тоа не е едноставна задача, ние тоа го знаеме, меѓутоа секоја партија и секој пратеник имаат одговорност да донесат одлука дали ќе застанеме на крајот на скринингот или ќе продолжиме со отварање на поглавјата и кластерите. Адриан, Алсат, телевизија, повелете. Вице-премиер, имаме едно прашање во врска со согласувањето со Европското АКИ. Веливте 45% имаме усогласување во правосудниот систем, без разлика колку е довербата во судовите. Но во генерала, колку ни е усогласувањето со Европското АКИ? Ако гледаме општата слика. 45% е општата слика за целото законодавство, не само за владење на правото. Тоа е некоја проценка од нашите анализи. Се разбира, постојат тука два сегменти што се важни. Едното е усогласување на законодавството, што не ни оди лошо и секогаш тука сме биле напред. Ние не треба да заборавиме дека во анализите на годишните извештаи на Европската комисија за напредокот на државите од Западен Балкан, во многу кластери, еве на пример во првиот кластер сме подобро оценети и од Србија и Црна Гора кои веќе преговараат 10 години за членство. Така што наша среќа е што влегуваме во овој скрининг и во преговорите со добра стартна позиција, бидејќи како добар ученик во изминативе 17 години сме работеле на многу области и не сме чекале да ги почнеме за да усогласуваме. Секако дека има проблеми, секако дека има предизвици, особено во делот на
владење на правото и на борба против корупцијата, но затоа е овој процес да мотивира, да врши еден вид на позитивен притисок и мотивација на институциите и на целото општество да се променат парадигмите. И јас мислам дека ние веќе имаме напредок во тој дел. Имаме случаи на висока корупција решени во судот како ниту една држава во регионот. Тоа одговорно можам да ви го тврдам, бидејќи сум го следел и како поранешен министар за правда и сега како вице-премиер за европски прашања. Дефинитивно тука имаме најголеми исчекори, дека е доволно секако не е, дека имаме уште многу работа, секако дека имаме, но влегуваме во еден процес кој што ќе ни даде рамка и ќе ни даде мотив, ќе ни даде, да речам, иницијатива да одиме што побрзо со реформите. Затоа што ако Србија и Црна Гора преговараат 10 години, ние Албанија почнуваме сега, треба да имаме мотив да дојдеме од прилика на исто ниво на фаза на отворени и затворени поглавја, за да се надеваме дека имаме шанса кога и да биде првото наредно проширување на ЕУ, дека ќе можеме да влеземе заедно со Србија и Црна Гора. Мартина, повелете. Како ќе коментирате квалификациите дека оваа влада е анационална и кои се најитните реформски чекори кои што владата треба да ги направи во овој период? Видете, има два типа на патриоти. Едни кои што остануваат само на или убави или лоши зборови, и други кои што работат на дело. Мислам дека е во наш врвен интерес да ги оствариме нашите две цели, нашите два интереса, кои што ги промовиравме постојано овие денови и овие години, не само денови, да го заштитиме нашиот идентитет, македонски јазик, идентитет и посебност, и да станеме членка на Европската Унија. Тоа се наши цели уште од самото осамостојување како држава и ние како влада сметавме и се уште сметаме дека се тоа остварливи цели во исто време. Дека можеме да останеме македонци кои говорат македонски јазик и да бидеме членки на Европската Унија. И мислам дека сме на добар пат тоа да го оствариме. Така што по сите параметри мислам дека во изминатите 5 години има направено сериозни чекори за заштита на македонскиот јазик и идентитет. Да не заборавиме дека токму во овој период е впишан македонскиот јазик во Обединетите нации, е впишан во Советот на Европа, впишан во НАТО, впишан во ОПСЕ и во сите меѓународни организации каде што Северна Македонија е членка. Мислам дека тоа многу по-важно и по-патриотски од било која друга символика. Така што сметам дека сега, со комплетирањето на овој процес во Европската Унија и затварањето на темата со јазикот, на вистина можеме да се фокусираме на другите теми, бидејќи и со самодоверба да влеземе како македонци во овој процес. Инаку оваа влада е и патриотска, и мултиетничка, и мултинационална, и сме горди на тоа и го сметаме, тие различности ги сметаме како предност и како гордост, бидејќи таа кохезија придонесе до тоа да успееме и да ги зачуваме нашите идентитетски обележја и да ги отвориме преговорите со Европската Унија. Второто прашање? Кои се најитните чекори кои што влада треба да прави? Велам, како што реков, трите патокази ќе ни бидат приоритет, трите патокази во делот на кластерот фундаментални вредности. Тоа е патоказот за владење на правото, патоказот за функционалност на демократските институции, патоказот за реформи во јавната администрација. Значи, тие три треба да ги направиме во наредните неколку месеци, заедно со Европската комисија, секако наша е задачата, и тоа ќе ни бидат нашите реформски планови, тоа ќе бидат нашите задачи, тоа ќе ни биде најважно во натамошното делување и тоа практично ќе нема потреба веќе од реформски планови надвор од преговорите со Европската Унија. Доколку нема други прашања, овде ќе завршиме пресконференцијата. Ви благодариме, пријатен ден.